По најавата дека Тетово, Гостивар, Желино и Чаир ке финансираат невладина организација наречена Албанска академија на науки и уметности, се чини дека нема да биде толку лесно да се одврзе општинското кесе. Советниците од ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ нема да дадат поддршка за овој проект. Премиерот изјави дека не сака теми што етнизираат и не очекува овој негов став да се одрази на односите во коалицијата. Ставот на ВМРО, ДПМН во владата и на академиците од различни етнички заедници е јасен дека во Македонија постои една академија на науките и уметностите. Јас не би сакал парите на граѓаните да се трошат за невладини организации, повеќе би сакал да видам да се трошат за инфраструктурни проекти, за нови училишта, за нови градинки, за нови булевари, спортски објекти, паркови, да креираме услови оние млади кои што ја напуштија, и албанци, македонци и останати нашата држава да се вратат назад. Поддршка нема да дадат ниту советниците од СДСМ, од каде најавија дека ќе се спротивстават со сите расположливи механизми парите на граѓаните да не се користат за оваа намена. И тие сметаат дека науката не треба да се партизира, етнизира и злоупотребува во дневно политички цели. СДСМ нема да поддржи етнички поделби во науката и категорично ќе се спротивстави на идеите кои ги промовираат и ги туркаат коалицијските партнери во власта на чело со ВЛЕН. Категорично сме против формирање на паралелна академија за науки и уметности, затоа што тоа значи етнизација на науката. Со идејата не се согласуваат ниту од ДУИ. Ние како ДУИ не се согласуваме со овој принцип на функционирање. Албанската академија пропагирана како едно национално ниво стана една невладина организација и ние не сме дел од такви проекти. Ние во тие општини кај што функционират партиите од ВЛЕ сме опозиција. Не сме дел од владеанското мнозинство. Одвреди пак апелираат до сите партии наместо да критикуваат да дадат поддршка за оваа иницијатива и да се најде правично решение за представувањето на албанците во највисоките академски кругови. Албанската академија е исклучиво научен проект кој има за цел да ја унапреди академската мисла. Бидејќи албанските интелектуалци систематски се дискриминирани во МАНУ, тие немаат простор каде да делуваат. Ние бевме принудени да создадеме платформа која ќе овозможи развој на научната мисла. Во 21. век е неприфатливо да има противење на научните трудови и на унапредувањето на знаењето.Оздруженијето што има амбиција да прерасне во академија и досега барале пари од сите партии, но само од оваа коалиција ги примиле на разговор. Имале доставено и елаборат од 120 страници до владата, но не добиле одговор. Регистрирани се како здружение само затоа што тоа било услов да се регистрираат, но тврдат дека функционираат како академија.